нашиот Господ Исус Христос. Евангелието за седмата недела по Педесетница најпрво ни представува двајца слепи кои не се равнодушни за нивната моментална состојба, не сакаат да живеат во темнина и затоа го бараат оној кој може да им помогне. Гласно викаат кон Исус: "Помилуј не, Исусе, сине Давидов." Нивниот повик не останува незабележан. Исус ги слуша, но не одговара веднаш. Овој Исусов молк сушност е покана за подлабока вера, за лична средба со Него. Тој влегува в куќа и таму ги повикува да му придат. Куќата во која Исус влезе е символ за црквата, местото каде Христос не чека, каде сме повикани да влеземе и да оствариме заедништво со Него. Верата која почнува од дистанца добива полнота во личната средба. Господ ги прашува: "Верувате ли дека можам да го направам тоа?" И тие посведочуваат: "Да, Господи." Тогаш тој ги допира нивните очи и со тој допир ги исцелува. Тој допир на очите е допир на Божјата благодат, на светите тајни и даровите преку кои ги излива преку црквата. Христос сака да влезе во домот на секој човек, да го допре, да му го отвори духовниот поглед, да го излече од натрешното слепило, од темнината на стравовите, на гревот, на изгубеноста. Како што вели пророкот Исаија: "Народот што живееше во темнина виде голема светлина." Така и денес Исус сака да ја внесе таа светлина и во нашите животи. Овие двајца слепи се символ на многумина луѓе денес, кои вистински веруваат во Господ, но оддалечина, кои повикуваат кон Него, но остануваат да живеат со површна вера, во темнина. Исус не сака вера од дистанца. Тој повикува: "Појдете по мене." Сака лична средба, сака да не внесе во неговиот дом, во црквата, и да не допре со силата на неговите свети тајни и даровите кои ги излива преку својата црква. Сака да не направи нови луѓе, способни да сведочат со радост. По исцелението, слепите стануваат сведоци за сето она што Бог го направи со нив. Иако Исус им забранува да зборуваат, тие насекаде разгласија. Не можеше да ја задржат радост од средбата со Господ. Не можеа, а да не кажа дека Исус им даде светлина во животот. Им даде радост. Им подари нов живот. Но Евангелието оди и понатаму. По исцелувањето на слепите пред Исус донесо еден нем и обседок човек. Сатаната кој го држи во немост и изолација, Исус го истерува. И оној што не можел да зборува, сега проговора. Го прославува Бога преку неговите устни и говор. Ова е повик и за нас кои сме ги искусиле неговите допири, да ги видиме и препознаеме Божите дела во нашите животи. А кога срцето ќе прогледа, тогаш и устата не може да молчи. Повикани сме да ја навестуваме радостната вест. Господ повикува работници во неговата жетва. Да не живееме вера на дистанца, да појдеме по Него, во домот на неговата црква, каде не чека со неговата благодат.